Стотици мажи упаднаа на аеродромот во Махачкала во јужниот руски регион Дагестан со мнозинско муслиманско население. Нивната цел беше да ги пресретнат патниците на летот што току пристигна од Тел Авив, Израел. Наблюдувачите го опиша ова како најголема експлозија на антисемитизмот во Русија во последните децении. Рускиот председател Владимир Путин за ова ги обвини надворешните сили. События в Махачкале. Настаните во Махачкала синоќа беа поттикнати, меѓу другото, преку социјалните мрежи, не само од Украина, од рацете на агенти на западните специјални служби. Етничката криза на Кавказ би била голем предизвик за Кремљ, велат експертите, бидејќи руското раководство ја гледа социјалната контрола како врвен приоритет. Для государства важнее всего... Најважно за државата е да ја одржи политичката стабилност и да избегне секаков вид протести. Тие досега добро се справуваа со овие кризи, но невозможно е да се знае дали ќе го сторат тоа во иднина. За евреите во Русија, инцидентот во Дагестан е потсетник дека конфликтот Израел-Хамас може да прерасне во локална закана, и тоа не само во републиките со мнозинско муслиманско население. Безусловно, воздействие. Народот е несомнено погоден поради израелско-арапскиот конфликт, поради различните идеолошки антиеврејски теории за радикалниот ислам. Овој ефект се случува и овде во сите други градови, тоа го прави потенцијална закана, можеби дури и не потенцијална, туку вистинска закана во големите градови во Русија. Многу од најголемите критичари на Кремљ во еврејската заедница отидоа во екзил по почетокот на целосната инвазија на Украина. Меѓу нив и главниот рабин на Москва Пинчас Голдшмит, кој бил на таа функција речиси 30 години. Ситуацијата во Русија генерално ќе се влоши. И исто така ќе се влоши особено за евреите, значи кој би можел да си замине, нека си замине. Но не може секој, бидејќи некои имаат постари родители, недовршени студии. Аеродромот во Махачкала се врати во нормала откако беше нападнат во најголемата антиеврејска епидемија во овој регион. Но со ескалација на војната на Блискиот Исток, постои страв дека може да се случи нешто слично или полошо.